Има една работа што ја спомна, дека политиката е хумана професија. Ти, ако ги гледаш процесиве, например, на Запад, кои луѓе стануваат премиери, еве, земи го Доналд Трамп, значи, во политиката луѓето бегуваат за да остават некакво наследство позади себе, за да помогнат на средината у која што пораснале. Буквално за да вратат на општеството, на државата која што им пружила све. Еве, Доналд Трамп не знам колку зима плата на годишно ниво во Америка, еве нека биде и $1, 2 милиони долари. Он $2 милиони долари може да ги заработи за 3 сати со една бизнис делка. Влегува у политика. Идејата на политиката е да вратиш нешто на општеството. Ние имавме министерка за финансии, Гордана Димитриевска Кочовска, кажа, ако се намали платата, ќе си поднесам оставка од министерската функција затоа што работам и сабота и недела. Значи таа жена влегла во политика за да заработи. Вие земете у предвид колку коштаат политичките кампањи кои што ги водат, да речеме, градоначалниците, сега беа локални избори. Па една кампања на градоначалник под 150.000 евра у поголемо место не е. Како он ќе ги врати тие 150.000 евра? Не трнете од тоа се 2 или 1 стан поголем у Скопје. Зашто некој би вложил 150.000 евра за да стане градоначалник у држава? Размислете си од тоа. И како ќе ги врати парите? Значи, јасно е како ден дека тие луѓе не се занимаваат со она кое што по закон и по пропис треба да се занимаваат. Ама тоа е тоа.